Како и секој утро, откако започна оваа криза во Украина, оваа војна, таа веќе не е ни криза, криза е во целиот свет, а таму се води вистинска војна. Ја вклучувам од лице место од Лвив нашата колешка, воениот известувач на Слободен печат и утрински брифинг Кристина Атовска. Кристина, добро утро. Добро утро, Саша. Викендов се случува се нешта во Украина, се случува и воени нешта, се случува настани во кои што имаше многу непријатности и во Киев, но и во Лвив. Мислам дека твојот извештај ќе го започне со ние неколку одлични истории што Викендов ги испрати и се објавени на вебсајтот на порталот на Слободен печат. Повели за што станува збор? Така, Сашо, Лвив беше нападнат во саботата и официјално бомбите стигна до овој град. Прво слушнавме околу 4:30 попладне, слушнавме 3 удари, но се работи за 2 ракети кои слетаа, кои беа упатени до склад за гориво овде во едно лвивско предградие, но можам да кажам дека е многу блиску до градот, бидејќи нас ни треба половина час за да стигнеме до таму пешки. Потоцна, 2 часа подоцна, се случи уште еден напад на друга локација, која што властите рекоа дека е од воен интерес, исто така не стануваше збор за напад врз цивилно население и врз цивилни згради. Оно што можам да го кажам е дека во саботата, кога излеговме сите на терен, беше навистина тензично. Пред се мора да ја потсетам јавноста дека пред неколку денови председателот Владимир Зеленски потпиша закон кој предвидува до 8 години казна затвор за сите оние кои ќе откријат локација на нападот, пред тоа да го направат официјалните власти, или кои ќе откријат движење на украинските трупи или украинската армија, или било какво движење на украинското оружје. Токму затоа овде можам да кажам слободно дека се создаде една огромна хистерија. Во првиот момент кога го слушнавме ударот, веднаш првото нешто што го добивме како известување и ние и граѓаните на Лвив беше да не објавуваме фотографии и видеа од локацијата, за да не може да знае непријателот дали ја погодил својата цел. За жал, тоа не го направија сите медиуми. Еве конкретно CNN, Sky News и BBC кои се сместени во хотели кои се на повисоко место, дадоа широка слика на градот и веднаш потоа почна една огромна тензија која се однесуваше, која беше наменета буквално против сите новинари. Ние секако не можевме ние не сме на таква локација, ниту јас, ниту било кој од останатите новинари кои сме на терен. Ние во прво време се што можевме да снимиме и фотографираме беше огромниот чат на небото кој се ширеше, а подоцна кога стигнавме до локацијата, стигнавме точно пред пожарот, пред депото за нафта и од таму можевме да го снимаме пожарот, но стигнувањето до таму беше навистина многу тензично, па ќе кажам дури и опасно. Опасно од страна на полицијата, од страна на армијата, но и од страна на локалците кои беа прилично агресивни, кои не видоа сите со камери, со фотоапарати, како фотографираме. Дури кога одевме кон местото, сите ни се закануваа, ќе повикаме дека ќе повикаат полиција. На крај најдовме место од кое што можевме да добиеме добар видик. Сите новинари се позициониравме таму, а попатно се убедувавме и со полицијата, но и со локалците дека ние не стримаме во живо и дека тоа се снимки кои подоцна ќе бидат емитувани откако официјалните власти ќе соопштат за што се работи. Веднаш по таа случка, по тој настан, градоначалникот и генералот задолжен за овој град одржа итна пресконференција доцна вечерта, на која што рекоа дека официјално градот Лвив е мета на напад и дека од денеска никој повеќе сместен во овој град или жител на овој град не смее да ги игнорира тревогите како што тоа беше случај. Исто така потсетија за овие два важни
поточно еден важен закон кој ги опфаќа двете работи за објавување додека тоа не го соопштат локалните власти. И можам да кажам дека ние новинарите, со оглед на тоа дека таму на лице место се чувствувавме загрозено по брифингот, односно по пресконференцијата, останавме на еден брифинг на кој што им појаснивме на генералот и на градоначалникот дека ние тоа не го правиме, ако некој медиум тоа го прекршил, не значи дека со сите новинари и со сите медиуми кои се на терен иста таква состојба или иста сакам да те прашам нешто дека ќе поразговараат и со полицијата, но и со армијата за овој проблем и дека ние ќе бидеме овозможени без страв, да речам, да си работиме работата на терен, барем оние од нас кои го почитуваат овој закон. Сакам да те прашам за еден малку поширок контекст, бидејќи викендов излегува неколку, да кажем, прилично клучни проценки. Едниот е на шефот на разузнавањето украинско, кој оцени дека сега Русија сака сконцентрира воено да подели Украина и да направи нешто што тој како пример го зема Корејското полуострово, Северна и Јужна Кореја. Од друга страна и претседателот Зеленски даде пораки во кои што рече дека да, може да се разговара за украинската неутралност, иако тој за сите битни одлуки најави дека ќе следува референдум, па прашање како тоа би поминало. Се коментираат ли овие, да кажем, крупни политички прашања покрај тоа што се чини дека воените действија викендов се повеќе или помалку, како да кажем, блокирани на позициите на кои што и двете страни ги има заземено во минатите недели? Се коментираат ли овие политички околности во украинската јавност на некаков по-директен и по-длабок начин? На подлабок начин се уште нема такви коментари, затоа што сето тоа се уште се само идеи и ставови, нема донесено конечна одлука, граѓаните овде се воздржуваат да коментираат, за разлика, можам да кажам, од кај нас, од нашата држава, во која што сите ние коментираме само кога ќе се појави идеја за политичка одлука или кога ќе се појави став од политичар, овде сите се воздржани од такви коментари, но она што можам да го кажам е дека токму на овие изјави на претседателот Зеленски, кои што ти ги спомена сега, нема негативни коментари, што значи дека можам да кажам дека има едно премолчено согласување, бидејќи сите овде сакаат што е можно побрзо да заврши војната. Како што спомене и ти, Володимир Зеленски рече дека е подготвен за прогласување, односно за воведување статус на неутралност, но рече дека нема да разговара за демилитаризација на државата. Токму ова го пречека сите со, можам да го толкувам како одобрување, како премолчено одобрување, бидејќи никој овде немаше никакви негативни коментари, сите имаат 100% поддршка, доверба во претседателот и сите сметаат дека ваквото решение за кое што тој преговара, односно сака да преговара, дека е добро за нивната држава, бидејќи за многу брзо време ќе се заврши војната на тој начин. Само да додадам уште нешто поврзано со нападите во Лвив во текот на викендот, односно во саботата, две лица се уапсени. Едното лице кое било меѓу нас новинарите, кое го снимало пожарот, односно настанот, немало акредитација, му го провериле телефонот, имал руски контакти, испреќал фотографии, видеа на неколку руски броеви и во уште еден одвоен случај истиот ден застанато било сомнително возило, претресено, исто така проверен телефонот на возачот, исто така биле пронајдени фотографии и видеа кои биле испраќени на руски броеви и тоа лице било уапсено. И сега да се вратам на пошироката слика, она што можеме овде да го слушнеме, да го видиме,
еден интересен податок е дека речиси на сите врати на хотели, на локали стои еден лист на кој што секојдневно се менуваат бројките на уништени тенкови, на убиени војници руски и на уништени ракети од страна на украинската армија. Според она што ова е неофицијална информација, но русите упатиле околу 50-60 ракети викендов наваму кон Украина и кон овој регион, но само 8 од нив биле успешни. Повторувам, оваа информација се уште е неофицијална информација и она што се случи доцна синоќа овде во западна Украина е уште еден ракетен напад, уште една ракета исто така во депо за гориво, но во градот Луцк, кој исто така се наоѓа погоре, можам да кажам северно, но исто така на западот на Украина. Кристина Атовска, остануваме во контакт. Јави се денеска до кај 11 часот, доколку има нешто итно за информирање од таму. Ако не, секако те читаме на Слободен печат, те гледаме, а утре се слушаме во истиот термин. Кристина Атовска, нашиот дописник и воен известувач директно од украинските, да кажем, воени подрачја, бидејќи сега и Лвив е веќе град кој што е влезен во оние цели за напад од страна на руската армија.